Здраво дечки, денес во оваа епизода го возам еден од финалистите на Златно тркало, новиот Citroen C4X. C4X е поразличен од C4 во неколку клучни елементи, но ајде вака. Citroen во последниве години тоа што го прави, мислам сите француски модели во последниве години тоа што го прават е доста интересно, бидејќи не е само креирање на многу уникатен дизајн, туку креирање на комплетно нови категории кои што допрва ќе ги учиме, бар јас така мислам. И C4X е баш таков пример. Ајде вака, од предниот дел е C4, како што го возевме, како што го видовме веќе, но како се движиме наназад и го видиме од задниот дел, гледаме дека е нешто тотално ново сменето. Односно, да, проложен багажник има, но не е само тоа. Овој концепт е стварно нешто поразлично, поинтересно. Гледам дека доста многу се зборува ваквиот дизајн. Имам и претходно видено некои слични вакви примери кои што искрено за мене не излегле баш како што треба. Но кај Citroen ова изгледа фантастично. Ова е скроз нешто поразлично, дефинитивно многу уникатно. Ајде вака, да го видиме задниот дел, да видиме што други елементи има интересни, да видиме вожњата. Одиме поред. Багажниот простор сега со оваа продолжена изведба нуди 510 литри багажен капацитет, што е за некои 130 литри повеќе од основната C4, што е фантастично, имате многу повеќе простор за товарење, многу повеќе, но тука имам еден проблем кој што морам да го нагласам. Да, е голем багажникот, тука можеби нема да имате проблем со товарање на поголем и покомплициран багаж, но моментот кој ќе спуштите вратата и држачите, кои ќе видите дека затвараат поприлично голем простор од багажникот, тогаш ќе наидете на одредени проблеми. Тие 510 литри багажен капацитет ги немате во целост за користење. Инаку тука од оздола, простор за резервно тркало, во моментов има се за репарација и сега може го видиме останатиот дел. Ајде сега вака, задниот дел, од тука па нанапред веќе нема никакви измени, нема драстични измени во комфорот, во удобноста, тука се како што и беше со C4, односно многу удобни седишта, USB порт, доволно простор за тројца патници, има висок тунел, да, ама предноста што не е широк, па може да се сместат удобно тројца патници напред, на предниот дел. Има една измена, тоа е екранот, односно сега има нов систем. Големината во зависност нормално од пакетот е иста, тука конкретно е 10-11 инчи, доле има точна бројка. Системот фантастичен, стварно фантастичен, доста респонзивен, доста лесен за навикнување, имате можност да го користите преку телефон, дали е Apple или Android, тоа навистина не е менува, бидејќи стварно функционирањето, можноста како лесно да се вклучи системот е фантастичен. Сега, другиот елемент кој што исто така го спомнав и C4, односно 5,5 инчниот екран пред возачот, тука кај Citroen сватив дека едноставно големината не е стварно важна. Зошто? Бидејќи не ми требат непотребни огромни екрани за да гледам одредени информации. Можам и преку овој екран да ги видам сите информации кои што ми се потребни и од друга страна да изгледа фантастично убаво. Односно, има ставено 2 LED диоди од страна на екранот и навечер тоа изгледа многу добро. Му дава еден многу подобар изглед, му дава една многу подобра прегледност и стварно кога ќе видите вака во целиот дизајн изгледа многу по-добро. Надоле има физички копчиња за климата што е супер, остануваат сите остави за дополнителни елементи кои што ви се потребни, односно тука има простор за телефон со 2 USB порта, едниот USB Type-C, едниот класичен USB, тука има една остава, се крева на ниво, има под неа уште една, што е супер. Тука под оваа даска се двете остави за шишење. Ми се допаѓа што овој дел тука е како гумиран, па може да се остави телефон и тука и да не ви лизга, што е супер. Под наслонов за рака има сосема окей
простор и исто така овој наслон се движи напред-назад. Ајде сега да видиме неколку други кул елементи околу дизајнов, па продолжуваме кон другите моменти. Што стварно секогаш ќе го спомнувам кај Citroen, особено C4, C4X, е оваа дополнителна фиока тука. Да, го имате овој дел за товарење, само да го најдам копчето. Го имате оваа фиока, што е супер, но покрај тоа имате уште една фиока за документи да ви стојат на страна, стварно многу кул елемент. Но сега има една работа што и не ми е така кул, тоест така. Ајде да видиме. Овој дел тука намерно го оставив валкан, за да видите дека стварно доаѓа до лесно валкање на овие пластики, бидејќи е поиздигнат, па малку влегувањето и излегувањето знае да биде проблем. Но не е тоа толку проблем колку што кога ќе ја ставите ногата, кога излегувате, едноставно нема опција а да не се допрете до оваа ивица. И мислите дека ќе се извалкате до некаде, бидејќи тука на оваа пластика знае да остане прљаво, но другата предност на Citroen C4X е тоа што вратата и го затвора цел овој дел, па едноставно и не е така лошо, нема да се извалкате како што очекувате. Само еден мал момент, пластиката. Одиме на друг елемент. И сега дојдеме до уште неколку други интересни моменти за Citroen C4X. Прва работа, комфор, пред било што и да кажам, пред било што друго што видовме, што ви прикажав, најбитниот елемент на Citroen од секој пат бил комфорот. Всушност и во другата епизода спомнувам дека Citroen кој ќе видиме низ историјата е шампион или во рели или во комфорност, во удобност. Citroen C4 и C4X се шампиони дефинитивно во удобноста, во комфорот, бидејќи имаат нова технологија на амортизери, тоа е хидрулични перничиња и што не знам што веќе имаат изменето, но амортизерите се фантастични. Секоја нерамнина, секоја дупка, секој лежечки полицаец или што и да искочи на нашиве патишта, ги поминува безпрекорно, брилијантно. Не знам веќе кој друг збор да го кажам за да го пофалам, бидејќи е стварно предноста на Citroen и C4X име удобност. И на сето тоа плюс помага фактот дека Citroen ги има најудобните седишта. Најудобните. На толку возила на тест, веќе 80 видеа луѓе. 80 видеа, толку коли на тест, толку различни седишта сум искусил, едноставно Citroen е убедливо најдобриот. Кога ќе седнете тука, само ќе ви каже, фала ти многу, остани тука, не станувај. Уживанци, луѓе, уживанци како на облачиње да се движа. Оно стварно како на облачиње. Толку е меко, толку е нежно, а од друга страна не значи дека ако толку е нежен овој момент дека вие немате добра контрола над возилото. Баш напротив, респонзивен е, како ќе се насочи така управо и покрај тоа што е висок, нема преголемо клатење, да не ме разберете погрешно, го нема тој рели спортски момент, не е толку директен, не е толку цврст, но е сосема доволно за едно фамилиарно возило кој што треба да ги исполни сите задачи и критериуми и на сето тоа да не се шета низ улицава на секаде. Стварно има толку елементи кои што може да се спомнат за Citroen C4X, но овие елементи мислам дека се можеби најинтересните и најчестите со кои што ќе се соочувате, и кои што можеби ќе ви бидат во тој период најважни. Затоа ги издвоив. Вие секако посетете го салонот на Citroen, пробајте го конкретниот овој модел, видете, искусете, како цена стварно нуди многу добра цена во поглед на опрема и на ова се што го нуди. 27.000 евра во ова ниво на опременост, основниот модел е околу 22.000 евра, што се реално добри цени ако согледаме конкуренцијата со какви цени располага. Така да
интересен модел, мислам дека ќе биде многу клучен за нашиот пазар. Овој дизајн гледам дека започнува да биде се повеќе и повеќе интересен, особено кај француските модели, но мислам дека Citroen и очекувам Peugeot најдобро да го промовираат овој нов сегмент, така да останува да го видам вашето мислење, пишете ми во коментари и се гледаме наскоро со ново видео. А вие кои што немате направено subscribe, направете сега, бидејќи сме најпопуларниот YouTube канал во Македонија. Се гледаме наскоро. Чао!